Наводно, поради доцнење на административните процедури во Централниот регистар, отворањето на основното музичко училиште во Струга наместо на 1 септември доцни цели 20 дена. Но и овој рок се пролонгира за дополнителни 2 дена, затоа што се чека оваа образовна институција официјално да ја отворат градоначалникот Мерко и министерот за информатичко општество Јетон Шакири. Ова предизвика силни реакции кај родителите. Отворањето на основното музичко училиште, во кое за прв пат ќе учат 122 деца, требаше да донесе нешто добро за градот и за децата, велат, а не за да се собираат политички поени пред избори. Тоа е класична злоупотреба на децата, затоа што тие се вметнуваат присилно заедно со си родителите во една политичка кампања, предизборна кампања, која за жал противзаконски така ќе ги вклучи децата да бидат дел од таа машинерија. Нема да учествувам тој час и ако продолжуваат вака традицијава, ние планираме девојчето да го отпишеме од музичкото училиште. Бидејќи основното музичко училиште за прв пат официјално почнува со работа оваа година, присуство на првиот час најавија Мерко, кој ќе ги поздрави децата, и министерот Шакири, кој ќе ги врачи нормативните акти на училиштето. Поради тоа, претходно закажаните часови ќе се одржат во среда на 22 септември во 18 часот. Вакво соопштение добиле родителите. Тие таму не се да им се обратат на децата, тие се таму да им се обратат на родителите. Навистина не име местото, барем сега, и на тие луѓе таму. Што има министер за информатичко општество да им каже на родителите или на учениците. Оно што нам посебно ни пречи е тоа што се уште не сме влезени во предизборна кампања, а одредени фактори тоа го користат токму во таа цел. Директорот на училиштето Алтин Зиба вели дека основач на основното музичко била општината, односно Мерко, и затоа тој не можел да го заобиколи неговото присуство. Ниту едно логично објаснување не може да се извлече како заклучок, освен дека се работи за кампања, велат родителите. Мерко се до официјализирањето на неговата градоначалничка кандидатура, како да беше во земја пропаднат, не се појавуваше на многу поголеми настани од овој. Тие се сомневаат дека отворањето на музичкото училиште е темпирано непосредно пред локалните избори и оти ќе се најде во реализираните проекти со кои Мерко по 4ти пат ќе бара доверба кај граѓаните.